На Kia и остана само уште една бројка за да ја заокружи својата понуда од електрични модели. Ги има EV3, EV4, EV5, EV6, потоа следи мала пауза, па доаѓа Kia EV9. Врвот и знаменосецот на Kia во секој поглед. Еве ја сега Kia EV2. Наскоро доаѓа, најдосно до 2028, уште нема официјална потврда од Kia, меѓутоа во 2028 година ќе дојде и EV1. Kia EV1 ќе се вклучи во сегментот каде што се најавува најжестока борба меѓу производителите на автомобили. Да се понуди автомобил до 25.000 евра, електричен автомобил до 25.000 евра, произведен во Европа. Но Kia EV2 е моделот кој што најмногу го засега и европскиот пазар и нашиот пазар, затоа што е достапен електричен модел, еден од првите електрични модели со достапна цена, подостапно од порано, каде што нема но, меѓутоа, ама или иако. Значи, Kia EV2, јас ја гледам како модел во кој што се нуди од се доволно. Секогаш имаше некоја резерва кај најефтините електрични автомобили. Значи, или во досегот, или во производството, во потеклото, значи, па ставаше царини, па се губеше секаква ценовна смисла. Првиот впечаток кога ќе ја видите EV2 во живо е дека станува збор за малечок автомобил. Денес малечок автомобил е се и овие 4 метри и 6 сантиметри. И би очекувале дека нема толку просторност внатре. Во поглед на класата, на сегментот каде што припаѓа, Kia EV2 одговара со Stonic, познат и успешен модел и на македонскиот и на европскиот пазар и општо. Меѓутоа, просторноста е дури и поголема во споредба со Stonic. Па, дури оди некаде јас би ја споредил со SID. Значи, со класичен компакт. Класичен модел од се сегментот. Зошто? Затоа што електричниот погон секогаш ја нуди таа предност, електричниот погон бара помалку простор, им нуди повеќе слобода на инженерите за да ги распоредат компонентите и слично, така што електричен автомобил кој што е долг 4 метри одговара грубо земено со автомобил со класичен погон, со обичен погон, кој што е од некаде во класата 4.30, 4.40, толку се денешните компакти. Просторна е секако, тоа што дополнително и дава смисла на двојкава како момент на најдостапен електричен модел на Kia е можноста да се постигне моќност на полнење на обичен полнеж, значи не на брз, туку на обичен полнеж со неизменечна струја, моќност од 22 киловати. Обично предходните генерации конкуренцијата полнат во овој сегмент, полнат со најмногу 11 киловати. Со 22 киловати моќност, тоа значи дека се преполовува времетрајањето на полнењето. А зошто е дополнително важно тоа? Дополнително е важно и поради тоа што користењето на брз полнеж секогаш е екстра услуга. Операторите со мрежи, со полначи, секогаш наплаќаат дополнително за користење на брз полнеж. Да, ќе наполниш за 15 минути енергија за да продолжиш после за следните 200-300 километри, меѓутоа ќе платиш соодветно. Тука се преполовува време трајањето на полнењето во споредба со полнењето на обичен полнеж, но и цената останува иста. Ја приклучив на полнеж пред дирекцијата на Евана, на Кеј на Вардар, со наполнетост од околу 30%. И навистина постигна 22 киловати, веднаш се покажа на полнечот и ме изненади тоа што времетрајањето на полнењето до 100%, значи 30 до 100% беше околу 2 часа. И ја постигна таа наполнетост без проблем. 2 часа се играчка, ќе речам. Зошто? Затоа што многумина обично има таа предрасуда дека 2 часа се многу. Меѓутоа, ако го истрошиш досегот од 317 километри, односно повеќе, кој што го има оваа верзија на Kia, оваа верзија со помалата батерија, има и верзија со поголема батерија. Значи, ако веќе го истрошиш тој досег, извозиш 300 километри, сигурно нема да отидеш на местото за да
народски кажано, за да бакнеш врата и да се вратиш, туку одиш со некоја цел, одиш со некаква намера, да пливаш, да се сончаш, да видиш пријатели, да одиш на свадба, што и да. И тие 2 часа се многу поприфатливи. Значи, не е толку страшно кога некој ќе спомне, да, треба сега 2 часа да ја приклучам на полнеч. Не се. Двојкава ја користи истата платформа eGMP, како поголемите модели, EV3, најпродаваниот електричен модел на Kia и еден од 10 најпродавани електрични модели во Европа воопшто. Платформа иста со EV4, EV5, EV4 е наследничка, електрична наследничка на SID, а EV5 е наследничка електричен пандан, не наследничка електричен пандан на Спортаж, на бестселерот. Значи, иста е платформата, меѓутоа, малку е скусена, за да биде подостапна. Скусено е во тоа што, за разлика од знаменосците, значи од електричните монструми, јас ги нарекувам EV6 и EV9, каде што работи 800 волтна архитектура, односно 800 волтна мрежа. Тоа е напонет во батеријата. И тоа овозможува од една страна и уште по-брзо полнење, уште побрза моќност, посилна моќност на полнење и побрзо полнење, овозможува и повисока моќност, меѓутоа тоа се модели кои што зафаќаат далеко, тоа се веќе престижни модели. За да биде подостапна техниката, тука е преминато на 400 волтна архитектура, исто како EV3 и слично, меѓутоа ништо страшно, затоа што на брз полнач, значи на ДЦ полнеж со едноразочна струја, каде што нема претворање, постигнува за помалку од половина час, ќе наполни до 80%, од 10 до 80%. Така да, кому тоа му пречи? 15 минути колку што може да постигне EV6 или EV9, тоа е веќе луксус. Kia има 2 различни погони за EV2-ката. Значи, се разликуваат и во моќноста и во големината на батеријата. Тука е батерија, која што има капацитет од 42,2 киловат-часа и овозможува досег до 317 километри. Постои и поголема изведба, каде што батеријата, односно со поголема батерија, каде што таа е со големина од 61 киловат-час и соодветно постигнува досег од 453. Моќноста на овој електромотор, напред е погонат, моќноста е 108 киловат, односно 147 конски сили, вртежниот момент е 250 ньютон-метри. Значи, моќност не недостига. Но, кога ќе погледнете во техничките податоци, може да ве збуни тоа што изведбата со поголема батерија и подолг досег има помала моќност. Таа е со 135 конски сили. Зошто? Затоа што таа изведба е оптимирана да испорачува енергија, значи за оптимирана испорака на енергија при подолго возење на автопат, при повисока брзина и слично. Ништо не недостига со 317 км. Ево сум тука далеко од секаков полнач, најблискиот полнач ми е 50 км. Има разлика и во хемијата на батеријата, тука е ЛФП батерија, додека кај поголемата батерија со 61 кВт-час е класична НМЦ батерија. Оваа батерија, значи, е подостапна, меѓутоа за разлика од класичната, од досегашниот никел-манган батерија, значи со таа хемија, тука се постигнува помала енергетска густина. Што значи тоа? Тоа значи дека од помала зафатнина, значи од одредена зафатнина, големина на батеријата, тука може да се собира повеќе, помалку енергија кај ЛФП отколку кај НМЦ батеријата. Тоа се мали разлики, не значи дека тука батеријата е поголема или слично, туку едноставно предноста ја има во тоа што е поевтина за изработка, затоа што не условува користење на скапи, ретки минерали, кои што се голема тема на сцената. Па дури и во трајност и во бројот на полнење и во отпорноста на брзо полнење, издржливоста на бројот на циклуси на полнење, ЛФП батеријата е во предност. Изгледов е допадлив и препознатлив. Се препознава дека е Kia. Денес сите Kia се префрлени на оваа мапа, стар мап, звездана мапа што ја нарекуваат дизајнерите на Kia, и се препознава од EV9
сите модели ја добија оваа шема на оваа форма на светла и се препознава дека е Kia. Изгледа допадливо. Мене ми се допаѓа. Пропорциите се различни. Кога ќе погледнете чисто од страна, гледате кус нос и потоа следи огромна, напумпана, надувана коцкаста кабина и таа е несвојствена пропорција, несвојствени пропорции со однос за представата која што имаме за автомобилската форма. Нема нешто многу украси, нема маска, нема хромови. Добро, ова го има чисто заради врвната изведба. Таа ја има оваа посебност заради стил. Меѓутоа, пак има препознатлив изглед за електричен автомобил. Не е исплакната како Тесла, туку има пак има некаков карактер и секако е SUV модел. Не толку претерано, клиренсот е сосем доволен за да се излезе малку од асфалтот, за да се излезе настрана. Ова ја има и оваа заштита, секако тука во оваа изведба, ова е EARTH изведбата, значи третото ниво на опременост, каде што ги има и овие стилски додатоци, меѓутоа секогаш останува овие пластични облоги што штитат лимото од оштетување, но додаваат и стил, додаваат и изглед, нагласуваат SUV. Се седи повисоко, да, значи во тој поглед заслужува да се води како SUV. Темелна е, секаде е темелна оваа облога и му дава плюс карактер. Страницата е едноставна, назад има се шират овие раменици, ги нарекуваат дизајнерите, се шират рамениците назад и додаваат малку динамика. Назад е многу поедноставна, но пак ги има оние обележја од EVA 9, значи стар мапси назад, формата на светлата ја има како останатите модели на Kia и изгледа релативно едноставно, меѓутоа е Kia. Kia не направила утказ од дизајнот, почнувајќи уште од Петер Шреер, славниот дизајнер, но се чини дека токму едноставноста на опашот ја заокружува симпатичната појава. Изгледа симпатично, ненападно. Истиот стил сега ќе го воведе уште еден важен модел, значи во моментот додека ја имам двојкава на тест, во салон се поставува голем новитет на Kia, тоа е Seltos, Kia Seltos, кој што го презема дизајнот од електричните модели, меѓутоа нуди класичен погон. Значи имате погон на спортаж, имате опременост на спортаж и комоција на спортаж и огромен багажник, а го имате стилот на електричните модели. Тоа што најмногу ќе ви остави впечаток кај Kia EV2, веројатно ќе биде градското возење, тоа значи секојдневието. Најголемото изненадување. И мене ме изненади по само неколку километри од преземањето на тест, ме убеди колку е различно возењето, односно зрелоста што ја покажува. Од големината на автомобилот, значи сепак е автомобилот без сегментот, значи од градската класа, SUV од градската класа. И не очекувате таква комоција. Од една страна, амортизацијата работи навистина исклучително софистицирано. Неочекувано за автомобил од оваа класа, би рекол дека дури и од повеќето компакти амортизира подобро, потивко и попридушено. Евеко. Значи, на овие шахти што никако не успеаја нашиве градежници да ги совладаат, минува тивко без какви било резонанци, потреси, суви реакции од амортизацијата. И таа зрелост, значи, прави чувството во возење да биде изненадувачко. Значи, ќе се изненадите како е возењето. Тивко е, секако е тивко. Кај електричните автомобили се вложува многу за да се изолираат сите можни звуци кои што кај обичните автомобили ќе бидат придушени од моторот. Тука нема мотор, значи мора многу повеќе да се работи на изолацијата и се работело. Тоа учествува секако, значи смиреноста звучната, тоа што отсуствува бучавата од градско, посебно од наше Скопје, бучавата што отсуствува ве прави да се чувствувате како во капсула, како се вели тоа, како во кукла.
како во кожурец. Имаме ние убав македонски збор, како во кожурец. И амортизацијата, крутоста на каросеријата. Значи, покрај тоа што кај електричните автомобили е придобивка тоа што има звучна изолација потемелна, дополнителна, значи влијае, уште една придобивка е тоа што каросеријата е крута. Поради тежината на батеријата и структурата сама на каросеријата е подцврста, секако и кај градските автомобили кои што обично немаат толку силна, немаат толку силна каросеријска структура како поголемите класи, има и дополнителна бучава затоа што резонира. Секоја што направија сега? Добро. Им станува жешко на луѓе, па не им текнува дека треба да појдат кога е зелено на семафор. Тој спој од комфор, удобност на автомобил од повисока класа и компактни димензии прави, ќе ја наречам, победничка комбинација од ева двојкава. И еве сега тука ќе видиме на коцката наша дали е точно тоа што јас го добив како првичен впечаток. Ето. Значи, каросеријата нема никакви потреси, значи тука посебно се создаваат резонанци и во многу автомобили тука се чувствувате како во конзерва да се возите, ова оддава зрелост. Ме изненади посебно тоа, значи затоа и го нагласувам и секако многу менува самиот електричен погон. Тоа линеарно повлекување, рамномерно повлекување. Не мора да чекате додека качи моторот вртежи, туку точно колку што ќе побарате моќност во моментот, толку добивате. И уште една добра работа кога сме на тема градско возење е потрошувачката. При комбиниран режим, значи ВЛТП просек, се добива досек од 317 км. Ова е изведбата со батерија од 42,2 кWh и тоа е помалата батерија. Има уште една батерија од 61 кWh. Разликата е некаде 2000 евра. Сега, досегот во градско возење па надминува 400 км. Зошто? Затоа што секоја запирање, секој отпуштање на педалата за газ значи искористување на таа енергија од залетот и претворање на таа енергија во електрична енергија која што се акумулира во батеријата, секојаш покажувам назад батеријата, значи во батеријата, долу е батеријата во подот и стои на располагање, значи тоа се, еве да земеме 40% од енергијата која што ја има, значи во залет се претвора во електрична енергија. Не е тоа перпетум мобиле. Меѓутоа е сосем доволно за да се добие фантастичен досек, над 400 км. Значи, ако минувате 10 дена, еве, например, поминувате 40 км секој ден, за 10 дена ќе имате енергија во батеријата. Значи, дури по 10 дена ќе морате повторно да ја приклучите на полнач. Тоа што исто така донесува комфор, придонесува за општиот впечаток е и изолацијата, што покрај тоа што ги придушува звуците, изолира и значи изолира кабината и од топлината. Значи има и топлинска изолација. Нема тоа, не го наведува Кија како податок, меѓутоа од тоа што го гледам колку се мачи климава, а не се мачи воопшто, гледам дека е добро изолирана. Кај автомобили често пати од оваа класа, често пати забележувате дека кога ќе вклучите во автоматски начин на работа, гледате дека климата се префрлува на максимален режим, на максимална моќност. Тука не. Тука е сосем пристојно. И уште малку за градското возење, системи за асистенција. А тоа значи ограничување на брзина на возење, камери сообраќајни, предупредување,
кога се наидува на крстосница, значи ако се влета човек, се занесе во возење и влета во крстосница на која што нема предимство, значи камери, сензори, што се нема автомобилов, реагираат и го предупредуваат возачот да подзабави малку. При побавно возило пред мене, ќе се забави самостојно, па дури целосно ќе запре. Имам 3 степени, вообичаено, имам 3 степени на одредување на растојанието од возилата пред мене, колку да одржува растојание, не паничи многу, не заостанува многу. И еве да видиме колку ќе реагира забавувањето сега. Еве го, да. Значи, навреме забавува. И еве, си појде самостојно, си ги следи возилата, тоа сега да, на најкусото растојание ми е на следење на возилото пред мене. И тоа релаксира дополнително. И еве, кога ќе постигнете оваа брзина, нема ништо. Значи, во градско возење. Еве. Значи, како да седите некаде во некоја кафула и само слушате ветрот како шушти. И тука е најкорисен овој адаптивен темпомат, приспособлив темпомат. Кон маđари постојано има забавување, поаѓање, излегува возило, запирате за пешаци, избегнувате велосипедисти на улица, што се не се случува. И тука се покажува вистинската релаксираност што ја добивате во возење кога ќе го пуштите адаптивниот темпомат. Не се. Имам 3 степени на рекуперација што можам да ги избирам, односно тоа се 3 степени на забавување, на силината на забавувањето при отпуштање на педалата за газ. Што значи тоа? Кога е повисок степен, значи кога посилно забавува автомобилот при отпуштање на газта, тоа значи дека ќе се произведе повеќе енергија, значи тој залет повеќе за покусо време ќе се искористи и значи со поголем интензитет, со поголем обем ќе се искористи таа енергија на залетот. Досег имам уште 345 километри и пак го има овој интересен рейндж, обсек на Kia, значи доколку возам економично, да, ајде да видиме, сега ми е во спортски режим, еве, во економичен режим, значи веднаш ја зголеми на 356. Доколку исклучам клими и возам највнимателно што може, ќе постигнам досег најмногу со оваа количина на енергија во батерија, 382 километри досег, односно ако возам со најмногу, ако излезам на автопут и возам со максималната брзина, а тоа со 160 на час, 161, ќе имам енергија за 130 километри. И тој рейндж, тој обсек секогаш ви го дава. Тоа што го има како интересна информација е уделот на потрошувачите во вкупната потрошувачка на енергија. Што зборам? Значи, од енергијата во возење, од енергијата што ја троши во моментов, да видиме колку покажува, да не гледам кај што не треба, 51% од потрошувачкото, односно 4 киловати, троши сега во моментов за погон. 18% за батеријата, за електрониката. Добре, за електрониката, тоа е, еве сега, режим, значи за продолжиме до кај што бевме. 18% троши за електрониката, тоа значи за камери и слични работи, значи за системи за асистенција веројатно, затоа што 18% до сега нема забележано. Тука е мощ неактивен, секако градска средина. На климата 30% отпаѓаат. Кусо по поаѓање, уште малку работи поактивен, да, го вклучил и на рециркулација. И battery care, значи тоа е четвртиот вид на потрошувач. Тоа е одржување, добро. Значи камерата ме гледа тука. За одржување на температурата на батеријата
и за тоа се троши исто така дел од енергијата, меѓутоа во случајов нема ништо такво. Доколку е престудено или слично, за да се постигне оптимална потрошувачка на горивото, се одржува и температурата на батеријата. Не се. Уште една многу корисна работа е тоа што постојано ви прикажува, навигацијата ви прикажува најблиски полночи во моментот. И ми прикажува дека најблискиот полноч електромобилност се наоѓа на булевар Асном, понатаму имам на 6 километри, да, добро, камерава предупредува постојано да еднаш може да се погреши, два пати нема. На аеродром има 2 полночи, па понатаму каде има Хилтон назад. Имам извозено 37,2 километри од поаѓање. 10,3 киловат часа на 100 километри ми била потрошувачката, значи во градски услови на возење. Тоа значи дека преку 420 километри, односно околу 420 километри би бил досегот со овој начин на возење. Што вели просторноста? Колку може да биде просторен електричен автомобил, долг 4,06 метри. Електричен автомобил. Напред се седи повисоко отколку во класична комби лимузина, SUV, на тој начин се купува малку простор, се седи повисоко, има многу простор, многу висина има, значи покривот е многу повисок, а просторноста на задната клупа вели вака. Пристојно. Единствено што буни, што ќе го забележите веднаш, штом седнете, не е дека ви е тесен просторот или дека е отежнато седнувањето, туку овие рачки, кои што ги имаат повеќе модели на Kia, од поновите генерации, и да, го попречува малку просторноста, чувството за просторност, не е до толку дека во забив излегува оваа рачка, меѓутоа, може би е практично, да, може би е практично, ете, некој се сетил. Не треба да се очекуваат чуда во поглед на просторноста, значи просторот за нозе, но има доле простор за стопалата. Нема страници да не се вовлекуваат непримерно, непријатно. Има висина, повеќе висина има отколку во EVA3. Тоа е факт. Но просторноста може би е малку потесна од EVA3, но и тука станува збор за речиси 1,80 сантиметри. Ова е се обложено. Сега нема преграда. Тука нема преграда на возачкото седиште, има кај совозачкото. Веројатно, зеле предвид луѓето дека ќе заштитат малку простор. Тука е некој сантиметр, например. Да, и тука го има овој Harman Kardon. Има многу згодни детајчиња овие. Have a nice day. Тоа малку личи како Citroen. Французите почнаа со овие пораки, со вакви некои бои. Во ред, не е проблем, не е копирана, овде е боја на сладолед. Облогите се исто, значи обложени се подпирачите за лакти, се обложени. Има джепче, има држач за шише. Тука има вентилација, има отвори за вентилација на задните седишта. Има тука приклучок, што го спомнав, значи овде има лизгач, има приклучок за 220 волти. Има тука и приклучаци, USB-C приклучаци. И ова, да не заборам да го спомнам, оваа мрежичка тука, значи во подпирачите за глава е перверзија, во позитивна смисла. Значи, точно ќе залегнете, добивате чувство како да сте во некоја луксузна софа. Истата посветеност и назад, значи тоа ми се допаѓа, значи се почитува и просторот назад. Не се патници од втор ред назад. Има тука огромна плафониера, внимателно, грижливо направено, за почит. Меѓутоа, главното што секако го засега, тоа е просторноста. Да, е просторна. Не најпросторна, но повеќе од доволно. И излегувањето е примерно. Па и вратите звучат пристојно.
А што правиме со багажникот? Дали има воопшто потреба да се отвора или се знае што очекува? 362 литри. Има секако има приказна. 362 литри, односно преку 1200 литри, ако се собори клупата, обложено со платно, дебело обложено, значи носи товар. Страниците не се обложени, но сега ова може да се извлече, но не може да се постави долу, па да може да ја користите целата висина, туку не знам што ќе правите со полицава, значи ако ја страните, затоа што овие 360 литри што ги спомнува Kia важат и со овој дополнителен простор долу, значи со овој подромот на багажникот, е широк отворот, е пристапен, е правилен отворот, правилни се формите, искористливи се се, меѓутоа полицава зошто не може долу да се вметне. Секако тоа е условено со компонентите од електричниот погон, затоа не може да се искористи оваа ширина и да се смести ова долу, но сега па ќе си ја чува човек дома. Значи и долу е исто обложено. Да видиме што има долу. Аха, долу има простор за... Уште има. Значи има и подрум на подромот на багажникот, трето ниво долу. Тука има, ова ми се чини дека е нешто како сабвуфер. Да, сабвуферот е тука и засилувач има посебено одвоен. Значи тоа го нагласуваат, значи не е дека звукот е туку така на аудиосистемот и плюс има тука некој простор, и сега нема нешто резервни гуми, такви работи, мора да се смета на кит, да ставеле малку облогичка и тука за да не се клати оваа долнава преграда, значи за тоа забележувам, можело да биде, требало да биде ова не покруто, туку да налегнува подобро врз сабвуферот. Затоа што тоа што ќе се стави во тој дел од багажникот не смее да биде тешко. Ракувањето не крие тајни, значи во основа е прегледно, не е нешто проблем, единствено е проблем тоа што има милион функции. Тоа што малку не ми се допаѓа, што не можам да сватам зашто ова поле за ракување тука со, значи, пристап дома, избор, значи на функцијата. Мапа, пребарујање, радио, медија, што има друго, сетап и ова копче за по желба да се зафати таму некоја функција. Тоа ме буни зашто не е осветлено, навечер е осветлено, сега не ми е. Значи имам 3 полиња на прикажување, возачки дисплеј, инфозабавен дисплеј и ова едно мало поле тука, кое што служи за брзо пристапување до дополнителните функции на климатизацијата и можам тоа поле да го расширам по цел екран, еве вака. За сочувување на досегот е добро тоа што можам да изберам само возачот значи да биде климатизацијата насочена само кон возачот, да не дува на совозачко место, ако е незафатено, нема физичка команда за да пристапам до рециркулацијата. Ракување по принцип на мобилен телефон, на паметен телефон. На тоа се спира. Секако е добро тоа што има и брз пристап преку физички копчиња за најчестите команди за климатизацијата, временска прогноза, да видиме што ќе кажа за времето. Аха, да, има онлайн поврзување секако. Од Kia, од македонската Kia, напоменаа дека апликацијата на Kia Connect, Kia App, функционира веќе во Македонија, меѓутоа треба да се направи профил. Во фудбалскиот жаргон на Kia, во смисла на ова лого тука, FIFA World Cup 2026, Kia игра силно во лигата на електричните автомобили. Ева тројка направи многу, ја проби Kia меѓу најпродаваните марки електрични автомобили на европскиот пазар и кај нас има дури поглавја кое што се поврзува со електричните автомобили на Kia, важно поглавје, тоа е ева тројката која што служи одлично во служба на такси
во Штип. Kia EVA 2 доаѓа во ценовно подрачје кое што ги спушта електричните автомобили, односно влезот во светот на електричните автомобили под 30.000 евра. Минимално под 30.000 евра. 29.950 евра. Ова е најпрестижната, најопремената изведба. Разликата за која што би требало да се размислува кога се избира EVA 2, секако е во тоа дали е добро да се доплати, дали би било подобро да се доплати за второто ниво на опременост, каде што се добива, значи можност за полнење со 22 киловати на обичен полнеж, на АЦ мрежа. Во поглед на квалитетите како електричен автомобил, тоа што најмногу ми остави впечаток е зрелоста, значи како што спомнав уште во почетокот, зрелоста што ја покажува како автомобил. Чувството во возење е како да е по-престижен и поголем автомобил, а ги има предностите на компактните димензии во возачкото секојдневие. Во поглед на потрошувачката се држи во рамките на конкуренцијата, се држи во поглед на моќност и во поглед на понудата. Исто така остава впечаток солидноста на изработката во ова ниво на опременост. Ја немам видено основната изведба Light, но не се сомневам дека 80% од тоа што го покажува како зрелост, како сериозност во изработката, ја има и во Light изведбата. А Kia го погоди и тајмингот, времето да го пушти EVA 2 на пазарот, затоа што конкуренцијата уште е само во најава. Renault 4 е меѓу конкурентите, меѓу главните конкуренти и Volkswagen ID Cross. Cross уште е во почеток на продажбата. Ќе видиме кога ќе ги објави Volkswagen цените, дали ќе бидат на рамништето на Kia. Додека Renault 4 повеќе се подпира, значи оди повеќе на стилот, оди како тренди автомобил ретро, а тоа секогаш се наплаќа ретро елементи од историската Renault 4, па веројатно и нема да го нуди најдостапно Renault 4, сигурно ќе биде над EVA 2. Во секој случај, Kia има забележано доаѓање, забележано појавување на сцената, нема да мине туку така. Двојкава веќе е зад петици на EVA 3. Во поглед на продажбата, најпродаванината му е Sportage, па потоа следи Picanto, па потоа доаѓа Niro, кој што ја има замената во EVA 3, по Niro доаѓа Stonic, па доаѓа EVA 3 и тоа што исто така е важно, Kia во ова ценовно подрачје каде што сега доаѓа EVA 2 не е туѓа. Е марка која што веќе е присутна, па е најприсутна токму во тоа ценовно подрачје од околу 30.000 евра. И сега го послужува таму EVA 2. Го кажувам тоа во смисла на довербата која што сцената, која што македонскиот пазар ја има кон Kia како марка и тоа е олеснителна околност. Тоа ги охрабрува луѓето да погледнат кон EVA 2, а вреди.